Вчера голем дел од нас ужива како маж тепа жена. Велам голем дел од нас или нешто помал дел, но мислам на оној дел налево што се засадените или оние што се со налеви неолиберални граѓански свачана, можеа да гледаат Олимпијада и да го ја гледаат борбата на еден биолошки маж кој се осеќа као жена, го стајле у ринг да се тепа со жени, тоест да тепа жени, и таквиот биолошки маж кој се осетил едно сабајле која се разбудил као жена и одлучил дека е жена, некои уште побудали од него, комитети олимписки го стајле да во ринг да се тепа, тоест да тепа жени. Бумбар ја направи својата противничка во рингот и го исклучи светлото углава, што е нормално, пошто тоа маж, а мажите, знаеме од часови по биологија, се физички појаки од жените, поголеми, подолги коски, имаат овие подсврсти, така натаму и така натаму. Сега да не зборуваме за разни карактеристики кои што ги одделуваат, нели, мажите од жените. Така што нашава јавност, тоа, нели, на дел од неа, среќаше тоа помалиот дел, воопшто не засмета кога ја збумбари мажов жена. Тоест, овој што мисли дека е маж, што има фикс идеја дека е маж. Дека, уствари, што има фикс идеја дека е жена, а уствари е маж. И не можеш да ги пофаќаш. Самите не знаат, од тој кој ги се разбуди, од кај го знаеш. Денеска он бил маж, легнал ко маж, се разбудил, сабајле станал, отворил очи, си рекол сега сум жена, може следното сабајле кој се разбуди, ќе се разбуди као теле. Или директ, овој ќе орипне телево као крава, ќе почне од сабајле. Не ги знаеш. Они, мислам, не знаат. Моабетот ми беше колку е тоа сето абсурдно, колку е сето тоа откаченко, забегано. Колку може да биде трагично, особено ако знаеш некои факти. Пред неколку години имаше една емисија на наша телевизија, дебат на гости доаѓа, ја водеше една теткица, теткица, мислам, она е мушко, ама е теткица, мада уште се нема разбудено као жена, тоест не се знае, мислам, но е тоа биолошки маж, кој што ја води емисијата, но е така, малце му мрда газот. Не е битно тоа. И викна, во емисија имаше гостинка, затоа што ја знам таа гостинка од кој беше гост, од кој мислам како е, мислам, не знам како е, мислам, ја знам мајка и. Тоа ми е поентата. И му беше оваа гостинкава и почна да му збори, нормално нема да каже имиња, како се усетила
у еден момент као машко која се разбудила. И сега да импровизирам, вика, и тогаш вика се погледна во огледалото и повеќе не ја гледав Добрила, во сеп мислам да се вика цурева Добрила, него менја мимиња. И вика се гледам, вика во огледало една сабајле, вика не ја видов више Добрила во мене, го видов ангеле. И сега сум ангеле. И тука она почиња да плаче, го стинкава. Водителчево, теткицава, со неја почна да плаче. Си плачеа двајцата емисија. Вака гледаш, се држиш вака за глава, да не ти падне цврсто, да држиш главата. И сега луѓе што не знаат си викаат, да бе, може стварно ова траума е ти да не ја видиш Добрила, а си бил 20 години Добрила, одеднаш ангеле го гледаш у огледало и викаш, одене сум ангеле, ебеш матер. И викаш, може, да, така е, може, вистина, овие, па да, тоа е состојба, родот е состојба на свест, тоа не е нешто детерминирано од овој биолошки, него едноставно така као ти прдне утекна денот. Од денеш су, нели, папагал, одма твоите дента не ти прават граф за ручек, ти даваат храна за папагали да колбаш. Так. И сега све би било супер да не знаеш некој работи, но ја бидејќи ја знаев мајка и, знам дека тоа девојче од многу млада зимаше антипсихотици. Значи не е добра. Неколку години подоцна седи у телевизија со оваа теткицава. Сати позбори за тоа како се осеќа машко, како сега тргнува во мисија да биде машко, не е повеќе женско, нема ништо со Добрила, од сега е ангеле. Оваа будала плаче со неа, ја шират приказнава, ја пумпаат, ја градат пред јавност. Тоа јавноста го голта, затоа што не ги знае овие работи. Дека се работи тука за тежок психички проблем, кој што е третиран медицински, психијатриски. И си тераат, така си тераат, ја трујат јавноста, ја индоктринираат, тоа деца го гледаат, млади го гледаат, мислат да, добро е, така треба, ја еден ден ќе се разбудам сум машко, ќе се разбудам као женско. Ви реков, легнеш ма се будиш теле. Ти даваат одма на пасење, те вадат доле у двор. Блиски, мајка ти, татко ти, брат ти да попасеш, ќе те вратат дома. Куче, ако си да ти изнесат да те прошетаат, ќе си искакаш надвор. Говното кеса ќе ти го соберат. Ама куче си бе. Имаше уште еден случај, ќе ви кажам у Германија, вистински случај, сум го кажувал на стендап комедии пред 10 години. Човек, турчин, роден во Германија, значи со германско државјанство, но турчин, да го наречеме Хасан. Затворен 20 години за шверцање дрога. Еден ден стануе, после 8 одлежани години, иде кај стражарите таму, вика, јас сум од денес женско, сакам да ме пребаците у женскиот одел. Овие го гледат, вака, што лупеташ бе, му викаат. Ова пред 10-15 години, што лупеташ? Не бе, вика, јас сум женско, јас си ги барам моите права, барам да ме пребаците од машкиот у женскиот дел на затворот. Ајде, му рекле, бркај работа, вика, види колкај бркој, вика, имаш, пошто бркој имаш, джемпер да си сплетеме од нив. Не, овој адвокати фаќа, адвокати бе, на суд, судот донесува одлука, дечкова да се префрли Турчинов, овој Хасан, од машкиот у женскиот дел на затворот. Го префрлиле, за 3 месеци сите затворенички таратајка ги направил. Абе на тама, ако имаат костозглобна као Охрид, сите ги носеле на костозглобна. Абе ги растурил ко свиња кеса. Ги искино. И нормално, пошто ги направил таратајка таму у женскиот дел од затворот, цури некои затворенички што имале асли лесбејки девојки у затворот, овие се побуниле, отишле кај затворскава управа, вика, овој вика е мушко, вика, партални ги направи, вика,
овие цимеркиве цуриве наши вика враќајте го назад у мушкиот дел. Не можеме со очи да го гледаме, ќе го убиеме. Ај овие од затворскава управа држ не рај го ставили у посебна келија овој да не се меша со затворенички пошо дошол у допир со некоја затвореничка, одма ја натегнал, ја напучел у прва прилика. И овие пак кај судов рекол не може вика кај се вика ќе не може вика да го пребациме вика он се осеќа вика женско вика ние ќе прекршиме некои европски овие права закони и така натаму вика ова адвокат судска одлука е со адвокати човекот побарал. Ете тоа е лудилото што ја зафаќа Европа, што го зафаќа светот. И ние здраворазумските мора ова да го гледаме и да викаме да бе важи така треба. Затоа што на некој тамо Дилајли им текнало ќе градат инклузивен, политички коректен, стерилен свет у кој нема разлики, сите се исти. Нов комунизам. Тоа ви е новиот комунизам на ЕУ, пошто ви се гадеше од оној стариот пред 50-60 години, беше многу лош, сега не викам дали лош, но ви беше премногу лош, еве ви го новиот комунизам. Како ја става Европа и светот во својата пајажина како ја обвиткува, во својата стапица како ја става. Пошто ова е тоа лево нео либерално кроење на животот и на светот, на кој што сите ние ќе бидеме жртви. Она најава вчера о рингочо, најава цурана, од оној што до вчера бил машко, одеднаш се осетил женско. А ние сите допрва ќе најбуеме, пошто сите ние научивме да им чутиме на овие родови ЛГБТ идеологии. Овие педеранава што беа на власт 7 години СДС, шаком и капом им дава да се промовираат у медиуми и јавност. На Мила Царовска реформите и падна влакна од глава, што влагаше у сите школи што влезе, што праќаше инструктори, како се вика тие од невладиниве организации да им кажуваат на учителиве како треба да се однесуваат, што да им предаваат на децата на тие часови за како се викаат тие за заборев, за сексуално образование. Демек да ги учат на толеранција. Нема врска ти у животот дали ќе отидеш у кревет со мушко или женско, љубовта е универзална работа, што има везе со кој ќе ја поделиш. Битно да ти е убаво. Било мушко, било женско. Па ги имате сега овие смислени нови 85 родови, чиста шизофренија. Такви ги имаат смислено. Како што мислите? Дека е тоа нормално? Да си добрила цел живот, да се разбудиш и да си кажеш од денес сум ангеле? Дека тоа не е патолошка состојба на свеста? Како таа не постоеше допред 10 на 15 години? Се знае како, на кој начин беа тие луѓе, ако се осети така како го гледала околината, Бога ми и медицината у такви случаи. Па сега имате 85 родови официјални. Не ме држете за збор, може се 92, може се 75, ама тука е од 70 до 92 рода, нови. Бимаш, трансмаш, битранс, бижена, не знам, цисжена, цисмаш,
не можам ни да ги набројам колку се. Цис маж. Дефиниција. Оној што многу си го сака курот. Цис жена, оној што многу си ја сака сливата. Што ние не си ги сакаме хидрантиве и слививе? Кое лудило живееме? И ова, и на ова треба да ќутиме и да викаме важи бе, така треба. Тоа е официализирање на лудилото. Кога се случува лудило пред твои очи, а ти го премолчуваш тоа во име на својот мир, или зашо мислиш, или зашо си така скроен накриво, па мислиш, добро бе, така треба. Зашо? Ти може не си таков, но може ти се насадени такви криви светогледи у глава. Мислиш дека си open-minded ако размислиш така. Дека си дел од современото европско граѓанство ако мислиш така. Ти не се доживуваш себе дека си ретардиран или дека те ретардирале со пропагандата и дека више немаш мисла у своја глава, значи немаш критичка одлука да донесеш здраворазумска за оно што го гледаш. Те направиле бройлер, кај тебе више све проаѓа. Ма не мушко да било, до вчера па било женско, тебе све ќе пројде. Утре ќе ти рече кој Данска што имаше еден закон на времето, па после падна у парламент со крави нешто, со животни да се земат жени, фамилии, семејства да направат. 2007-2008 мислам. Па падна после тоа у парламент, имаше некој тама. Исто пријател мој од Гевгелија ми кажуваше, данец држи менаџера на еден хотел тама у Гевгелија и чути, вика, вика, тогаш ми рече, не сум од тие. Ја кога го прашава, викам, вистина, тоа вика, вистина. Ама вика, Сиоран го поздравува. Ама вика, ја не сум од тие и тогаш вистина, вика, имаше протести, вика, тама. Имаше, вика, таква работа. До тамо ли стигнавме? Али ако све си има своја цена, ние сме сепак толерантни, јас немам ништо против никого, за никаква сексуална ориентација, тоа си е сексуална ориентација. Кој што си препод дома негова работа, сум го рекол тоа, имам работа, која нечие лудило, некој ќе се обиде да го официализира, и кога нечие лудило собствено, некој го наметнува на мои деца, на ваши деца, кои што немаат никаква врска со тоа и кои што се родени или растат или се воспитувани во здрави средини и кои што тие деца, пошто се како лакмус, све впиваат. Затоа во некои земји, како во Русија, да кажеме, што вие пак ќе кажете не демократска и не така и не овака, е забранета пропаганда на овакви идеологии родови на неполнолетни деца. Ако не сте го гледале интервјуто на овој режисеров амерички Оливер Стоун со Путин, изгледајте го, има едно прашање, му вика дали вика сте вие, му вика на Путин нетолерантен кон хомосексуалците, така вика се збори, вика на Запад. Он вака им му кажа, многу смирено, многу дури со насмевка на лице. Вика, дали знаете колку хомосексуалци кај нас у Русија се носители на највисоки функции во одредени области, научни, медицински, не знам како. Знаете колку уметнички, знаете вика колку од нив имаат се носители на државни награди од уметноста, спортот,
не знам, науката и така натаму да не редам, ама вика пропаганда на неполнолетни деца, нивно насочување во сексуална смисла, нивно индоктринирање, тоа вика не може. Ка најотворено ви кажам, тоа не може. Ви го спомнав Путин и Русија само како еден пример за што се работи, да ви кажам. Затоа што знае дека едно општество базирано на традиција, на некој јудео-христијански, така да наречам, традиции, врз што до вчера беше фундиран и западниот свет, врз јудео-христијански традиции, дека ние нема да дозволиме тие темели да се подријат со разни родови исчашени сексуални идеологии, промовирани на разни ЛГБТ, невладини организации, елитите кои што ги плаќаат со големи пари за нив, и да се разбие, вика, јадрото, вика, на такво општество, тоа е, вика, семејството. Од тука, вика, се почна. На државата, вика, и треба стабилно, вика, здраво семејство, за да може да функционира. Не и треба, а додека на глобалистите им треба еден атомизиран свет на единки, оттуѓени од било што, од било кого, зошто? Од една проста причина, да бидат лесно манипулирани, лесно вајани, како пластелин обликувани, да бидат шрафчиња во машинеријата наречена глобализам. Тука не се прифаќа идејата на здрави луѓе, изградени во здрави средини, во здрава интеракција. Гледате Евровизија, гледавте отворање на Олимписките игри во Париз. Сега е да си исчашен тренд, мода. Успеа да ја исчашат, да ја извалкаат, да ја компромитираат со овие Олимписки игри целата идеја на олимпизмот. И тука завршува целата приказна.